Може? Почитувани медиуми, ви благодарам што следите работата на Уставниот суд. Денеска се одржа 8-та седница со 2 точки по кои се дискутира 2 предмети, односно 2 иницијативи, и се гласаше по една нацрт одлука, односно се донесе одлука да се укине делот националност во 3 члена од матичната книга на родените, на венчаните и матичната книга на умрените. Уставниот суд оцени дека овој податок од граѓаните при впишување во матичните книги е во спротивност со темелната вредност на слободното изразување на националноста, кое што е предвидено со членот 8 став 1 алинеја 2 од Уставот. Овој член го вклучува правото не само на слободно изразување на националноста, туку човекот, односно граѓанинот, да има можност да се изјасни за сопствената националност, но и право да не се изјаснува за националноста, вклучително и правото да ја промени националноста. Што не беше случај со денешните одредби кои што се веќе укинати. Уставниот суд ја донесе одлуката поаѓајќи од фактот дека станува збор за приватно и внатрешно чувство на човекот и никој не може да биде принуден тоа чувство јавно да го манифестира и уште повеќе да биде предмет на задолжително институционално администрирање во јавните исправи со оглед на тоа дека Уставот преку членот 18 ја гарантира тајноста и сигурноста на личните податоци. Дополнително, преку членот 25 од Уставот, на секој граѓанин му се почитува заштита на приватноста на неговиот семеен и личен живот, како и достоинството и угледот. Со оглед дека денешната одлука е укинувачка, повеќе не постои правен основ во матичните книги на родени, венчани и на умрени да се бара податок за националноста. Ова секако е едно кусо образложение за вашите потреби и за информирање на граѓаните. Одлуката ќе биде изработена во следните неколку денови и ќе излезе во службен весник, така што таму можете да ги прочитате сите аргументи. Повелете со прашање. За она што претходно ме прашавте за упатството, не станува збор за еден предмет, тоа беше засебен предмет. Уставниот суд веќе одлучуваше минатата година и го поништи упатството, а ова е посебен предмет кој што е поднесен на иницијатива на политичка партија Левица и се разгледуваше законот кој што е донесен од 1995 година, односно тие 3 делови од 3 ставови на Законот за матична евиденција. Само за појаснување, упатството беше укинато, но тоа беше потолкувано дека е во согласност со законот, па затоа беше потребно сега и законот да се менува, да се... Упатството како хронолошки беше оформен и како дојде до одлука на тој предмет. По иницијатива, по собствена иницијатива на Уставниот суд, беше отворена постапка за оценување на уставноста на упатството. Уставниот суд го поништи со очигледната неуставност во однос на рокот за објавување дека мора да се објават сите акти, како што предвидува Уставот, во рок од 7 дена. Во меѓувреме, во тој период, Уставниот суд водеше и постапка за Законот за матична евиденција по иницијатива на конкретната политичка партија, така што двата предмети не се поврзани едно со друго, независно на јавните изјави кои што се давани од страна на политички субјекти во јавноста и кои што се повикуваат на овој закон. Да, овој закон е со денешната одлука во тие 3 дела е неуставен.